која што секогаш се употребува како оправдување кога ќе се прифати одреден амандман од пратениците на мнозинството. Јас навистина не гледам зашто нема потреба да се прифати ваков амандман, затоа што можевме да видиме дека хигиената беше еден од приоритетите на граѓаните кои што гласаа против минатата локална самоуправа во градот Скопје, односно гласаа за да се променат нештата, бидејќи хигиената во главниот град беше една од најуспоруваните сфери на функционирање на минатата локална самоуправа, односно зборот кој што би можел да се употреби за да се опише истата е катастрофална. Можевте да видите дека во изминатиот период, откако новите градоначалници стапија на функција, еден од приоритетите е да се решат дивите депонии, едноставно да се стави крај на неконтролираното депонирање на смети, фрлање на ѓубре. И сега се поставува прашањето кога ќе се исчистат тие диви депонии, кои што навистина со големината беа, би рекол, приближно на онаа градската надрисла, каде ќе се депонира тој отпад. Ние мораме да размислуваме стратегиски, да понудуваме алтернатива, кога ќе го решаваме едниот проблем, како повторно тој проблем да не се повторува, туку како да се реши и како државата да помогне во истото. Можеме да видиме дека со тоа што ќе ги исчистиме депониите, треба да понудиме алтернатива која што ќе биде прифатлива и ќе биде ефтина и за општините и за граѓаните, за да не се случуваат таквите немили настани и повторно да се депонира отпад. Не знам колку сте запознаени министри, ниту попратеници од мнозинството, дека сега за да одлагате отпад во градската депонија Дрисла, треба да платите 7 евра по метар кубен. Ако се земе во обзир дека тие депонии кои што се чистат сега во сите скопски општини, во градот Скопје, не беле чистени со години, таму се работи за навистина, би рекол, енормни кубни метри, кои што општините не се доволно финансиски мокни за тоа да го покријат и да го сервисираат нивното чистење. Токму затоа, јас барав да обезбедиме средства во буџетов и да направиме еден организиран систем кој што ќе даде решение на сите овие прашања кои што се отворени од аспект на одложување на сметот, како и на негово третирање. Можевме да видиме дека нестопанисувањето, недомаќинското стопанисување во изминативе, би рекол, 4 години со градската депонија Дрисла, само допринесе да загадувањето во градот и во воздухот биде уште поголемо. Насушна е потребата да обезбедиме средства за овие работи, но еве нека следат и од одва иницијативата, нека следат и сите оние градски издруженија кои што се занимаваат со активности од ваков карактер и на крај нека оценат како се уште ова мнозинство кое што допред малку и го управуваше градот Скопје и општините се однесува со нашето здравје и со животната средина. Благодарам. Ви благодарам.